Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате климатските промени во Македонија. Оваа година немавме снег, минатата година температурите беа надпросечни. Жителите на Скопје и Тетово можат да селектираат отпад, а во замена да добијат поени за пазарување. 1 април, наместо во ранци, средношколците од Радовиш книгите ги носеа во буриња, кафези и микробранови печки. Здраво на сите! Ја следите 80-та епизода на Шорткат. Јас сум Нина и денес ќе ве информирам за најважните вести од изминатата недела. Почнуваме веднаш, следете на. Емисијата започнуваме со информацијата која вели дека како резултат на растичките емисии на стакленички гасови и минатата година во Северна Македонија, температурите на воздухот биле повисоки од просечните. Според мерењата, најтопол месец бил декември, кога просечната температура била надмината за 3,8 целзиусови степени во однос на просечната годишна температура, карактеристична за периодот од 1981 до 2010 година. Минатата година просечната температура на воздухот во земјава само во текот на 4 месеци била пониска од просечните годишни температури измерени за периодот од 3 децении. Податоците за измерената просечна количина на врнежи во 2022 година покажуваат дека најголеми отстапувања имало во текот на летните месеци, кога се регистрирани надпросечни врнежи од дожд во однос на просечните врнежи за Македонија за периодот од 1981 година до 2010 година. Минатата есен била умерено влажна, а пролета и зимата беа посуви во однос на 30 годишниот просек на врнежите. Сервисот за климатски промени на ЕУ Коперник на почетокот на годината објави дека 2022 година била година на екстреми во Европа со многу срушени температурни рекорди и континуирано зголемување на концентрацијата на стакленички гасови во атмосферата, кои всушност и предизвикуваат зголемување на температурата на воздухот. Продолжуваме со една вест за 1 април. Учениците од Средното училиште Коста Сусинов во Радовиш по повод 1 април, денот на шегата, уште еднаш се приклучија на глобалниот тренд било што освен ранец. Минатиот петок за средношколците важело правилото по училиште книгите и училишниот прибор да ги донесат во што било освен во ранец. Па така учениците на училиште пристигнале со кофи, буриња, кошници, колички за пазарење, куфер, кафез, микробранова печка, тостер. Учениците од ова Радовишко средно училиште уште еднаш ја покажа својата креативност, приклучувајќи се на светскиот тренд, а ваквата иницијатива за 1 април ја започнаа минатата година. Од почетокот на годинава, граѓаните на Скопје и Тетово имаат можност да селектираат отпад во нови вендинг машини што се поставени низ маркетите во овие градови. Лименки и пластични шишиња може да се селектираат во машините на Пакомак, а за возврат граѓаните добиваат зелени поени кои можат да ги искористат за пазарување во маркетите. Како функционира воспоставениот систем на Пакомак и кои се придобивките од него може да дознаете во следниот прилог. Пакомак во моментов го реализира проектот за поставување нови вендинг машини по маркетите низ Скопје и Тетово, каде граѓаните по примерот на западноевропските земји може да селектираат отпад во замена за поени за пазарување кои можат да ги употребат во маркетите. Досега се поставени 25 нови вендинг машини во маркетите на Тинекс и Веро во Скопје, како и 2 машини во маркетите на Веро во Тетово. Од Пакомак планираат до крајот на годинава да постават уште 30 машини за селекција на отпадот, а со проектот ќе бидат опфатени и општините Берово и Штип. Старите вендинг машини, што досега ги користеше Пакомак, веќе се донирани во основни училишта во Скопје и Берово, со цел, преку нивното користење, да се едуцираат младите за селекција на отпадот. Од Пакомак велат дека новите вендинг машини привлекле огромен интерес меѓу граѓаните, а во изминатиот период на месечно ниво имаат од 1000 до 1400 нови корисници на нивната мобилна апликација за селекција на отпад. Целиот систем функционира така што граѓаните треба да инсталираат мобилната апликација Пакомак Екомак.
Селектираниот отпад од пластични шишиња и лименки од пијалоци треба да го однесат до машините за селекција во некои од маркетите на Тинекс и Веро во Скопје и Тетово. За секоја селектирана лименка или пластично шише добиваат по еден зелен поен кој има вредност од половина денар. На сите корисници на апликацијата им се достапни ваучери за купување продукти во Тинекс и Веро со вредност од 10 до 300 денари. Новиот систем за селекција на отпадот на Пакомак е само една од можностите што може да искористат граѓаните од Скопје. Со вендинг машини располага и јавното претпријатие Паркинзин општина Центар и државниот студентски дом Скопје, кои им нудат бројни поволности на жителите на Центар и на студентите сместени во студентските домови кои селектираат отпад. Наскоро сличен проект ќе започне и општина Аеродром, а можност за селекција на хартија и пластика имаат и заедниците на станари од зградите преку искажување интерес и до социјалното претпријатие Риди рециклажа. Според последните податоци за 2021 година на Државниот завод за статистика, само 13% од целокупниот комунален отпад создаден во Македонија бил селектиран и подложен на соодветен третман, а сето останато ѓубре завршило на депониите. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова веќе предупреди дека се подготвува нова методологија за граѓаните и компаниите, со која цената на услугата за ѓубрарина во земјава во иднина нема да се наплаќа врз основа на површината на живеалиштето, туку врз основа на произведеното количество ѓубре од корисниците. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис на ученици во јавните средни училишта за учебната 2023-2024 година. Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со 2 термини за пријавување. Првиот термин на пријавување ќе биде на 20 и 21 јуни, а вториот на 27 и 28 јуни 2023 година. Учениците треба да аплицираат преку порталот euslugi.mon.gov.mk, каде треба да се пријават преку сопствените кориснички сметки на schools.mk. Во училиштата каде што ќе се пријават поголем број ученици од планираниот број, а кои ќе ги исполнуваат поставените услови, ќе се организира квалификацијски тест според наставниот материјал од 8 и 9 одделение. За следната учебна 2023-2024 година има 29.798 слободни места во 937 паралелки. При тоа 20.608 места се за настава на македонски јазик, а 8.301 на албански јазик. И додека основците чекаат да се запишат во средните училишта, матурантите се подготвуваат за матурската прослава, но и за полагањето, бидејќи во изминатите недели прекинаа дојавите за поставени бомби и наставниот процес се врати во нормала. За прв пат оваа година државната матура ќе се полага нешто порано од вообичаеното на 27 мај, а пак прославите кон средината на месец мај. Матурантката Анисија Угриновска од Скопската гимназија Орце Николов вели дека тие избрале да слават во Рагузан, пошто ќе имало и афтер парти во дискотеката Колосеум. Матурантите се преокупирани со тоа што ќе облечат, па така едни шијат фустани, а други купуваат по продавници. Но Анисија вели дека почнале да се подготвуваат и за испитите и ги чекаат прашањата за интерните испити. Директорот на Средното стручно училиште Михајло Пупин, Димитар Ѓоргиев, вели дека учениците веќе одлучиле каде ќе слават и дека самите ја избрале локацијата, како и фотостудиото кое ќе им обезбеди фотографии и табло. Инаку, банките со прашања за интерните испити на државната матура ќе бидат поделени најдоцна 4 недели пред испитот. Овие банки ќе содржат 3 пати поголем број на прашања од бројот на прашањата на испитот. Под мотото "И мојот идентитет постои", граѓани и активисти во петокот на 31 март по пети пат во земјава маршира за видливоста на трансродовите лица. Маршот го организираше граѓанската иницијатива за заштита и унапредување на правата на трансродовите лица Трансформа, приклучувајќи се кон глобалната акција за солидарност со оваа маргинализирана група на 31 март, денот на видливоста. На маршот присутните побараа носење на законот за правно признавање на родот со цел трансродовите лица конечно да ги остварат нивните основни права во Македонија.
Меѓународниот ден на видливост на трансродовите лица 31 март беше основан од американската транссексуална активистка Рейчел Верналд во 2009 година како реакција на недостатокот на ЛГБТ празници кои ги слават трансродовите лица. За крајот на денешната емисија, последната вест доаѓа од Италија, која стана првата западна земја што го блокираше напредниот чатбот ChatGPT. Италијанскиот орган за заштита на податоците соопшти дека постои загриженост за приватноста во врска со оваа форма на вештачка интелигенција создадена од американскиот стартап OpenAI и поддржана од Microsoft. Тие нагласуваат дека на 20 март имало истекување податоци од ChatGPT, меѓу другото и разговори на корисници и информации за плаќања. Италијанските органи велат дека правно не може да се оправда масовното собирање и складирање лични податоци со цел обучување на алгоритмите кои се во основата на работата на платформата. Исто така, бидејќи нема начин да се потврди возраста на корисниците, со што апликацијата ги изложува малолетниците на апсолутно несоодветни одговори во споредба со нивниот степен на развој и свесност. OpenAI има 20 дена да покаже како ќе одговори на забелешките од страна на регулаторот, а во спротивно ќе се соочи со казна од 20 милиони евра или до 4% од годишниот приход на компанијата. Тоа е се за денешното издание на Shortcut. Пишете ни на Instagram и TikTok за какви било предлози или сугестии. Продолжете да ја читате рубриката CTRL-Z на MetaMK, а Shortcut ќе се врати со новитети после 2 недели пауза. Се гледаме. Чао!